الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانك. Alejhi wasallam ko počustva bolem, ashabite nauče дека е болем, се собра во џамија и почна да зборуваат меѓу себе. Пегамбер праша Махади Лесват, што сте овие гласови во џамија? Бидејќи куќата на Пегамбер алейхиселам беше залепена до џамија. Значи собата на Аиша радијаллаху анха беше само еден зид, едно перде ги делеше од џамија. И кога слушна Пегамбер алейхиселам му рече на Абас Ал-Фадл и Али радијаллаху анху, им рече понесете ме во џамија. И тие го фати едниот за десно рамо, другиот за лево рамо и го донесе во џамија на пегамбера салаллаху алейхи ва салlam. И тој пегамбер алейхи салам остави неколку пораки на смртна постела во денови последни од овој дуњалук, последни денови од овој дуњалук. Па рече: Ејуен нас, ејуен нас, о луѓе, Аллаха في الصلاة. Oluče šimi Allah, čuvajte go i vnimavajte na namazot. Čuvajte go i vnimavajte na namazot. To je vaš direk, to je vaše temel, bez koje ne možete da živete i da obstojite na ovoj dunjavuk. Namazot je osnova na ova vera, ta je crvena linija među tebe i nevernicите. Тука се оделува верникот од неверник, верувањето од неверството. Потоа вели Пегамбер селем: "Вама мелекат ейманукум", и внимавајте на вашите сопруги, кои Аллах ви ги даде на располагање. Вели Али радијаллаху анху, во хадис ибн Маџе, вели: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة سلام. Veli Ali radijallahu anhu. Последни зборови на пегамбер салаллаху алейхи ва салlam пред да го напушти овој дуњалук беа намаз. Последни зборови пред да го напушти пегамбер салаллаху алейхи ва салlam дуњалукот беа зборовите намаз. Бидејќи намазот е воспитна школа. Намазот не е сала за физкултура, за вежбање, за мускули и за работен стол. Намазот е папочна врска. Бебето во стомак се храни од мајка му, од таа папочна врска или она што го поврзува бебето со мајката. Преку него се храни. И намазот е храна. Последен збор намаз. Вели пегамбер салаллаху алейхи ва салlam: "Мен лем кому намазот не го сближува до Аллах, кому намазот не го спречува од зло, лем јездадху илля буғден", тој само повеќе се оддалечува од Аллах. Колку што клања, толку повеќе далеко од Аллах. Зошто? Бидејќи ако ти се доближиш до Аллах со намаз, мора да бидеш близок и до луѓето. Мора да бидеш близок и благ и толерантен и флексибилен и великодушен и благ со луѓето. Не може човек да има намаз, од друга страна да има расипаност од душа и да има погрдно, подмолно, цинично, недолично, нечовечко однесување. Намазот е средство за да стигнеш до цел. А која е таа цел? Да те направи човек. Да бидеш човек во права смисла на збор.